Господине Писарев, кој е настанот? Што се работи? Дали се промовира денеска некоја нова вода или која е целта на настанот? Водата не е баш толку нова, она е 7-8 години веќе стара, се промовира проблемот на едно повисоко ниво. А тоа е проблемот со прекомерната количина на арсен во водата за пиење во Гевгелија, односно во водата која што доаѓа од Гевгелискиот водовод, затоа и слоганот е вода за пиење директно од Гевгелиските чешми. На овој начин сакаме да овој проблем е доста успешно од елитите во Гевгелија се еутаназира подолго време, односно се држи некаква висока рестрикција за да не се зборува за ова. Иако дел од граѓаните се свесни, меѓутоа голем дел од граѓаните се недоволно информирани за тоа дека таа вода всушност не е за пиење, што и анализите од Институтот за јавно здравје на Македонија го потврдуваат, дека таа вода не треба да се пие, затоа што арсенот е еден од најотровните елементи на планетата кој што има кумулативно дејство, односно се собира во организмот и кога ќе достигне некакви критични точки предизвикува разни болести набројани на материјалите, кои што во главном канцерогени, тешко излечиви, и на овој начин се обидовме практично да ја алармираме македонската јавност, пошироката јавност преку медиумите, меѓутоа и преку голем број на случајни минувачи кои што дојдоа се заинтересира, праша да практично го искомуницираме во јавноста овој проблем на гевгеличани и на тој начин да доведеме до некакво делување по овој проблем, односно да оние кои што можеби не знаат, а се надлежните на повисока републичка инстанца во Македонија, да малку посериозно се зафатат со овој проблем кој што го имаат граѓаните на Гевгелија, да. Така, зошто баш Скопје? Дали има и во други градови или? Скопје е главен град. Значи затоа е Скопје. Во други градови не сметаме дека е потребно се работи во Гевгелија, за да луѓето малку по-сериозно се нафатат со да самите себе си помогнат, да они вршат притисок од една страна, а ние од друга страна како активисти во Скопје да вршиме притисок на централно ниво. Да нема заблуди, водата која што денеска ја доделувате на граѓаните, се надевам не е од чешмите на Гевгелија. И нема ништо страшно во тоа, затоа што ако може да ја пијат цела Гевгелија, ако може да пие водата, секој може да се напие една чаша и нема да му биде ништо. Значи треба да пиете подолго време за да ги достигнете тие критични количини, за да ви биде нешто. Секако од една чаша нема да ви биде ништо. Па веќе долги години се крие, мислам дека се крие, затоа што ние, тоа е кај нас во нашиот град, еден вид јавна тајна дека постојат некои штетни материи во водата за пиење. Меѓутоа, од она што ние го знаеме, со последните истражувања, постои огромно количество на арсен над дозволеното и тоа е тоа што го нарекуваме како огромен проблем со кој се соочуваме ние како граѓани, затоа што знаејќи кој арсенот, дека предизвикува многу заболување и од него потекнуваат можеби и најстрашните болести. Сметаме дека тоа мора да се спречи во најбрзо време. Да, како тоа успешно се крие во Гевгелија? Па не знам дали е тоа ловење на политички поени или е некој вид друга игра. Едноставно можам да кажам дека наместо да се прават некои други работи во градот, инвестиции во други нешта кои што немаат никакво капитално значење, може тие средства да ги пренаменат, например да се превземат некои мерки за да се спречи тој отров да се шири низ водоводната мрежа, па да не го конзумираме ние, а со оглед на тоа што смртноста кај нас е зголемена во последните неколку години, тоа покажува дека навистина имаме проблем со водата ние. Поголем дел од граѓаните не се информирани затоа што постои еден молк, ореол од молк од страна на институциите на власта, најконкретно надлежна е локалната самоуправа и секако локалното комунално предпријатие. Видејќи седниците каде што требаше да се разговара за здравствената состојба и квалитетот на водата за пиење беа емитувани како снимка од самата седница на Советот на Општина Гевгелија во 2 часот после полнок. Верувам дека голем дел од граѓаните тоа не го чуја, не го видеа и не се запознаат дека моментално во Општина Гевгелија од 24 септември 2012 година, значи веќе 17 месеци, трае забраната за користење на водата за пиење од Гевгелискиот водовод. Иницијативата што ја превземе граѓанската асоцијација Фотол Глас за да направи
на свој трошок анализа на квалитетот на водата за пиење покажува дека и во декември, последните резултати од 23 декември минатата година, има зголемена концентрација на арсен од 14,8 микрограми, а дозволени се само 10 микрограми за да можат тие да бидат експлоатирани и користени. Бидејќи податоците со години наназад покажуваат изголемена смртност, Георгија е на 13-то место во државата според порастот на процентот на смрт на граѓаните од последица на карцином, значи на малигни заболувања. Сметаме дека на овој начин со активистите од граѓанската организација Фотоглас на некој начин да го кренеме нивото на одговорност како на локалната, така и на централната власт.